екибот што лечеше се со окна. Чита Александар Стадојков. Живеел еден татко при две ќерки свој, дури втасале ќерките за бажење. А бре татко, му рекле, еве ние втасавме туку речи за бажење, арно ама дабди треба руо да си направиме. Дали руо да си направиме од нашите раце, дали тебе да те гледаме. Нати и овие 30 гроши од нас и оди фати некоја работа да си го вадиш лебо и да си живеиш. Така бидејќи, беа се откажале двете ќерки од татка си. Виделоте си имаат право за тоа што му се откажувале, му изел 30 гроши и излегол од нив да си бара късмет. Вамо тамо барал некоја работа, арно ама не могол да вати работа и до најпосле намислил да оди во Стамбол, арно ама немал толкова пари за ќирија. Отишол па при ќерки си и молил да му даат уште некоја пара да си плати ќиријата. Виделе не виделе ќерките, му приделе уште троа пари, само да му се истеи од главата. Си пазарил на ѓемија и си отишол во Стамбол. Кога се дошол во Стамбол, се израдувал, чунќи смислил ти ќе спечали многу пари, арно ама и тамо немало истурени посокаци пари. Тамо, вамо, излегол во бит пазар и застанал на еден дуќан да види што се продаа. Видел една книга раскапана и ја зел в раце да ја види, која ја пеи тозгора, екимска беше била. Еве за мене работа, чекај да ја купам оваа книга и да излезам еден еким во Стамбол, да добијам пари незнајни. Вур тут ја купил книгата и си ја однесол во одаја. Ја отвори да ја види да ја пеи, фатил да врти лист еден по друг и која да видит, окна пишувало. Завртел друг лист, окна пишано. Завртел треќ лист, окна пишувало. Во сите лисја окна пишувало и ништо друго. Не се, дали само една окна ќе лекувам, убава работа била вајкинска книга и како и да ќе се ранам. Така се богател со Уго и си ја зеде книгата под мишка, та тргнал помала да шета и еким да вика. Викајќи така помалам, дози да беа му рекле да оди кај цар да го лекува, ако сака многу пари да добие. Слушајќи тоа нешто паледио еким од луѓето, отишол кај царо да го лекува, посакал да влегува кај царо, не го пуштале караолите. Најпосле му се кажало да царот и сака еден сиромав еким да го види и да го лекува. Пуштете го нека влези, му рекол царо. И го пуштиле. Видувајќи го царо таков искидат, заповедал да го одведат на бања и да го пробедат во нови алишта, да после да го представат пред него. Го однесоа на бања, го пробедија и му го представија пред царов со екимската книга под мишка. Поде рака да те видам, честити царе, му рекол екимот. Му ја подал царо раката. Го фатил за рака екимот, го поддржал, го натерал јазикот да го исплази и откоја се позамислил малце, ја отворил палената книга да види што билќе да му дај. Пеит, од друго немало ништо од окна. Леко за твојата болест, честити царе, му рекол екимо, јат окна да ти се клај. Кога чул тој збор царо од екимо, се насмеал и го усетил тие прос. Ами место мене не чини да клаише до окна да садријазмо бреќим баши, му рекол царо. Дај да видам жилата од раката како ти бие, му рекол да садријазмо и исплази го јазико да го видам. Ама јас не сум болен, му одговорил садријазмо, да ми видиш жилата и јазико. Ако, нека те види екимо место мене, му рекол царо, дебел ќе има и за мене некој сеѓамет. На тие збори од царо кандисал садријазмо да му ја види жилата и јазико. Откоја го видел, отворил книгата и ја препеал. Окна треба да му се клаи, честити царе, му рекол екимо.
окна клајмо Етимбаш и само се јаме да има да што сака дека биди. На час со Етимбо заповедал да стоплат вода, да прави саламура и да му ја клава окната. Аван джанам Етимбаш, му рекол. Како би дуало то нешто, царо да е болен и мене да ми се клава окна? Кој го слуша Садрјазовот и не бил болен, тој беше ја пригодил окната и не сакајќи да ги слекува гатите, беше му наредил царо на избеќарите да му исобува гатите и да го вржат дури да му ја клаат окната. Гледајќи тоа нешто царо ќе се скидал срце од смеа, дури за слаби да беше се држал од смеање што се смеел. За късмет од лажливиот Етим беше ја избул жабата што е имал во срцето. Осте го Етимбаш и Садрјазовот и јас оздравев. Кога виде Садрјазово се почуди, а па царо голема радост беше сторил и голем бакшиш беше му дал на Етимо. Свикал царо сите Етими што го лекувале да му кажат оти со окна клавајќи да Садрјазово, на царо му излегла жабата. Сите Етими беа се зачудиле кога виделе тоа чудо и кога чуле оти со окна клавајќи на Садрјазово, му излегла жабата од царо. Од тој ден веќе царо го наприл Етимо прв Етимбашија се до него да седи и со него да руча и да вечера.